Денеска православната црква ги прославува преподобниот Симеон Столпник Дивногорец, светиот маченик Мелети Стратилат и 1218 војници со жените и децата, и преподобниот Никита Столпник. Преподобниот Симеон Столпник Дивногорец. Овој прекрасен светител се родил во Антиохија во 522 година, во времето на царот Јустин Постариот. Татко му загинал од земјотрес и тој останал сам со мајка му Марта. Во 6-та година од животот се оддалечил во пустина кон некој духовник Јован, под чие раководство се предал на голем испоснички и молитвен подвиг, на восхит на сите оние кои го виделе. Претрпувајќи ги страшните искушенија од демоните, тој примил од Господа и од неговите ангели голема утеха и благодат. Господ Христос му се јавил во вид на прекрасно момче. И после тоа видение во срцето Симеоново се разгорела голема љубов кон Христа. Многу години поминал на столбот од Бога, молејки се и псалми пејки. По Божјото упатство се оддалечил, потоа отишол на гората наречена Дивна, од самиот Господ. По името на оваа гора и самиот Симеон е наречен Дивногорец. Сходно на неговата љубов кон Бога, му била дадена ретка благодат со помош на која ја исцелувал секоја болест, скротувал зверови, продзирал во далечни краеви на светот и во срцата човечки, излегувал надвор од себе и ги гледал небесата, разговарал со ангели, ги плашел и ги растерувал демоните, прекорувал, живеел понекогаш по 30 дена без сон и уште подолго без храна. Примал храна од рацете на ангелите. На него во потполно се исполниле зборовите на Спасителот. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и поголеми од нив ќе врши. Во летото Господово 596-та, а во 75-та година на својот живот, му се представил Симеон на Господа, вечно да се насладува од гледањето на лицето Божјо заедно со ангелите. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, Алилуја.
može smrtiju smrt popravi. Edin si Svjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Svjatomu Duhu, spasi Светиот маченик Мелети Стратилат и 1218 војници со жените и децата. Обвинет бил за разорување на незнабожичкиот храм во времето на царот Антонин. Прикован на дрво, Мелети ја испуштил својата света душа. Со него пострадале и многу војници кои што биле под негова наредба и не сакале да се одречат од Христа својот Господ. Сите чесно пострадале во вториот век и се преселиле во царството на Христа Бога. Преподобниот Никита Столпник. Како момче живеел невоздржан и порочен живот. Влегувајќи еднаш случајно во црквата, тој ги слушнал зборовите на пророкот Исаија. Измите се од гревот, исчистете се и ќе бидете чисти. Овие зборови допреле длабоко во неговото срце и направиле цел пресврт во неговиот живот. Никита ја оставил својата куќа и жената имотот и отишол во еден манастир близу до Перејаслав, каде што до смртта се подвизувал со тешки подвизи. Се опашал самиот со синџири и се затворил во еден столб поради што и бил наречен столпник. Бог го дарувал со голема благодат и ги исцелувал луѓето од секакви маки. Така го исцелил од фатеност черниковскиот кнез Михаил. Некои злотвори ги виделе синџирите на него и по блескањето помислиле дека се од сребро. Затоа една ноќ го убиле, а синџирите му ги симнале и ги зеле. Тоа се случило на 16 мај 1186. По смртта му се јавил на некој стар човек, Симеон, и му наредил неговите најдени синџири да ги положи во гробот покрај неговото тело. Te